Еве повторно сме назад во студиото на Алфа телевизија. Продолжуваме со вториот разговор за ова утро. Ке зборуваме за младинскиот фестивал кој што ќе се случува следната сабота на 2 септември, а локацијата ќе биде Валандово. Доживеја соработката е единствен младински фестивал на отворено, кој што ќе се случува по втор пат, веќе ви кажав, 2 септември во сабота во Валандово. Ова утро наша и ваша гостинка е Анелија Митрова, оперативен координатор на Младински сојуз. Анелија, добро ти утро. Добро утро. И добро ни дојде во утринската програма. Добро утро секој утро. Дали си рано будна? Беше ли проблем раното станување со оглед на тоа дека е викенд? Согледно тоа дека е викенд, беше проблем, поготово после напорна недела на работа, ама се навикнуваме некако. Така е. Сега да зборуваме за Младинскиот фестивал, односно кој што е во организација на Младинскиот сојуз. Прво, од каде дојде идејата за да се организира еден ваков фестивал кој што ќе се случува веќе по втор пат? Младинскиот фестивал или иницијативата? Младинскиот фестивал е фестивал за доживување на соработката помеѓу или искусување на соработката помеѓу младите од Грција и Македонија. Од каде точно оваа идеја дојде е затоа што во последните 4 години работиме на една иницијатива на овозможување на соработка помеѓу младите од Грција и Македонија на повеќе нивоа. И главната цел е да се формираат канцеларии за младинска соработка, кои ќе бидат инструмент и механизам кои ќе поддржуваат оваа соработка и овие размени меѓу младите. Не само младински размени, туку и образовни размени, размени каде што младите ќе можат повеќе да се запознаат, да го запознаат својот сосед и повеќе да комуницираат едни со други. Оно што не натера да работиме оваа иницијатива е тоа што младите луѓе и од Грција и од Македонија не се познаваат доволно. Порано кога имавме поголеми политички проблеми, сепак свативме дека треба да работиме со младите и да видиме кој е интересот на младите, дали имаат сличности, дали имаат разлики едни со други и така некако спонтано почна да се одвива целата работа, меѓутоа работиме на активности кои се интересни за младите. Нормално, култура, фестивал, дружење е нешто што на младите многу им е потребно и така е единствен начин каде што можат најмногу да се сплотат и најмногу да научат едни за други, од тука и фестивалот. Првата година беше, првиот фестивал беше минатата година. Какво искуство имавте од овој фестивал? Претпоставам дека убаво си поминавте, бидејќи и оваа година веќе организирате втор пат. Значи, мене лично фестивал и работење на фестивал не е некој факт, не е некоја моја најдобра, да речеме, особина. Меѓутоа, така спонтано се одвиваше заедно со целиот тим додека го работевме, со тимот од Македонија и Грција, бидејќи сме мешан тим. И можам да кажам дека беше еден од најдобрите настани кои што ги организиравме и настан со најголем импакт. Зошто? Затоа што буквално ја гледаш соработката пред твои очи, гледаш млади луѓе што претходно можеби не ја поминале границата и прв пат доаѓаат во Македонија, млади грци прв пат доаѓаат во Македонија, имаат шанса да зборат, да разменат некој збор на грчки, на македонски, да слушаат заедничка музика, да слушаат и хитови да слушаат, меѓутоа да слушаат малце македонска музика, малце грчка музика и малце да се запознаат повеќе да пробаат можеби претпоставам и храна традиционална македонска, храна традиционална, па што е грчко, што е македонско, што е заедничко, а од друга страна сме навикнати дека младите луѓе македонците млади кога одат во Грција најчесто одат на одмор или одат на шопинг, а грците многу ретко доаѓаат во Македонија или поминуваат само како транзит, кога одат во нека друга земја. Сега повторно, бидејќи убаво си поминавте лани, нели? Повторно оваа година на 2 септември организирате Младински фестивал. Зошто баш Валандово? Во Валандово имаме инфоточка, односно што се вика спојувалка, и оваа спајалица. Спајалица тука е нашето лого или оно што не презентира. Зошто? Бидејќи Валандово е на на еднакво растојание помеѓу Солун и Скопје. На пола пат, на пола пат, да, и од 2020 година, значи само што почна пандемијата, ја отворивме оваа инфоточка во Валандово, каде што ја промовираме оваа соработка и каде што пробуваме младите луѓе од тој регион да ги вклучиме повеќе во нашите активности и секогаш кога правиме билатерални размени, а се стремиме кон тоа да ги вклучиме младите луѓе од Валандово, затоа што е многу
поблиску до Грција, имаат многу соработка дури на локално ниво, има многу фирми, многу компании во Валандово кои што се грчки, така што за тоа решивме дека малце да ја сензибилизираме темата кон младите и со младите на тема Македонија, Грција и добро соседство. Овој фестивал ќе биде на отворено. Ајде сега малку за програмата, што ќе се случува цел ден, претпоставувам од сабајле до вечер. Од сабајле до вечер. Само се надам дека нема биде волку топло како оваа недела. Тоа не знам баш, ама мислам дека ќе биде. Таква е прогнозата подолгорочна. Поделена е утринскиот дел е поделен во 3 сегменти, кои што ќе се случуваат истовремено и им даваме шанса младите да бираат или да ротираат од една активност во друга активност, зависи од како ќе се чувствуваат моментално расположени, што ќе им биде интересно. Значи првиот дел, трите се еднакво важни. Првиот дел е дека почнем од спортскиот дел или игри. Ќе имаат можност да играат заедно друштвени игри или board games, веројатно се викаат друштвени игри. Лути се човечи некои такви игри кои што ги играат и во Македонија и во Грција. Што им се познати, значи. Што им се познати, да. Понатаму ќе играат народна или на грчки се вика мила, што игра со топка игра. Понатаму ќе имаат значи игри кои што се играат од Македонија и игри кои што се играат во Грција, така. Понатаму ќе имаат да речеме една борба на комплименти, односно ќе во круг ќе се кажуваат еден на друг комплименти на својот јазик, така што ќе го научат јазикот. И една интересна вежба дека малце сме многу фокусирани цело време кон лошото, кон негативното, тука да најдеме од себе да излезе нешто убаво да се каже, дека многу ти убава косата денеска Ирена и така натаму. И четвртиот дел ќе се влечат на јажи во мешани тимови, не во грчки и македонски, туку во мешани тимови да видиме кој е посилен. Во аспект на еколошката така, имате и еколошкиот сегмент, тоа е како целосен сегмент, затоа што вклучува чистење, но чистење по патеката во која што ќе се качуваат кај планинарот до манастирот во Валандово. Значи додека се качуваат воедно и да чистат. Воедно и ќе чистат, а понатаму ќе имаат една мапа и ќе прават treasure hunt, што значи дека ќе имаат различен тип на задачи што ќе треба да ги исполнат, тој што ќе стигне прв до врвот и што ќе има собрано највише ѓубре ќе биде победник и ќе добие награда што сега не ја откриваме. Не ја кажуваме, добро. Културолошка активност е следната, тоа се во еден ден, така? Се во еден ден и се во истите во 3 часа. Значи буквално во 3 часа. Да, во 3 или 4 часа ќе можат младите луѓе да одат од една на друга активност. Третиот дел или културолошкиот дел е дека ќе учат заедно традиционални танци, грчки и македонски, со наши играорци и со грчки играорци. Понатаму ќе имаат работилница за поезија, што значи дека во текот на работилницата ќе мораат да напишат еден стих, што ќе биде мешан на грчки и на македонски, затоа што според луѓето што работат на поезија има многу сличности во самата семантика и во поезијата. И третиот дел е отворен микрофон или open mic, што значи дека ги покануваме сами да се качуваат на главната бина, каде што ќе можат да пеат, да глумат, да рецитираат, да кажуваат вицеви, нешто по собствен избор што ќе треба ги охрабриме сами да се качат и како оние сакаат да ја представат својата култура или можеби како ја гледаат нашата култура ако се млади од Грција. Имате уште unplugged и обединување? На крајот е буквално дружење журка што ќе биде со музика, со музика, да, со 2 бенда, едниот бенд е од Македонија, бендот Fiction, другиот бенд е од Кавала од Грција, се вика Flicker Motel. Свират рок, инди рок, значи за можност за младите да се дружат, да слушаат музика, ќе слушаат и хитови, но ќе слушаат и малце и авторска музика од двата бенда за да научат малку повеќе за музиката едни за други и ќе биде проследена со супер јадење, супер атмосфера. Дали јадењето сами ќе го подготвуваат? Го носат можеби од Грција? Ние овде од Македонија го носиме или таму се подготвува на лице место? Таму ќе биде подготвувано на лице место, ќе биде како стрит фуд ќе биде, каде што ќе пробуваат различни локални и национални јадења наши, меѓутоа ќе има и Ова е многу интересно. Сакав да прашам дали е отворен овој фестивал?
Отворено. Дали може кој сака да дојде од било каде од Македонија и од Грција? Дали имате веќе во најава колку од Грција доаѓаат млади кај нас? Од Грција доаѓаат 80 млади и од Македонија има 90, можеби веќе и 120 млади, значи ќе има околу 200 млади луѓе што сигурно ќе учествуваат на Значи веќе на е самиот учеството фестивал. завршено како пријавување некој? Не, се уште е отворен, се уште е отворен повикот за До кога и каде може еве сите заинтересирани кои што можеби до не следат? 31 до Добро. И како да се 31 пријават на учество? септември треба да напишат на Facebook или на Instagram Cooperation for a Common Future. Малку е На англиски? комплицирано, Добро. дека е на англиски. Или на страната на Youth Alliance, исто може на Младински сојуз, односно на Youth Alliance на Facebook и на Instagram, исто може да се пријават. да се пријават и да го најдат фестивалот. Што значи превозот е организиран од наша страна. Ние ги носиме младите од Македонија и Грција, бидејќи се претежно млади од сите градови во од сите Македонија? градови. Сега имаме точки од кои што Од каде што се тргат. точно ги собираме. Сега не е точно од секој град, меѓутоа се стремиме кон поголемите центри во регионите да ги донесеме младите луѓе. И се млади, бидејќи се млади од 16 до 19, Тоа сакам да прашам, 22. која возраст сте? Затоа и решивме дека ќе би било одлично да имаат можност да го организираме превозот, затоа што не секој е во можност и може да дојде до Валандова и меѓуградскиот. Каде точно во Валандово ќе се случува Во Валандово, во целиот центарот, во паркот Пеонија, пред нашата точка спојувалка. Од колку часот почнува официјално? Почнува од 11 и ќе трае трае до доцните вечерни часови. Не се знае до кога. До кога има интерес така, бидејќи завршувате со музика. Со музика, да, така што дока трае забавата, ќе трае и самиот фестивал. Така. Има интерес, нели? На младите Има сакаат да се дружат. Сакаат. Сметам дека веќе се малце преоптоварени од се што ни се случува, да. И кога има ваква активност е многу полесно да се заинтересираат, сакаат да се дружат, сакаат нешто ново да видат и најмногу од се сакаат да се запознаат со млади луѓе од друга земја, да искусат што тие млади луѓе таму прават, каков е животот таму и да се дружат и да создадат нешто, некое пријателство и другарство што може да трае и низ годините, да, и низ годините тоа буквално се има покажано дека вакви некои настани се многу контрибутивни за развојот личен на младиот човек. А тоа е и впрочем целта и убавината на животот, нели? Сепак да живееме, да се дружиме, да шириме љубов, да шириме убава позитивна енергија. Тоа мислам дека на сите ни е потребно. Ајде малку да позборуваме сега за Младинскиот сојуз, бидејќи целиот овој фестивал е во негова организација, кога е формиран, со која цел, кои му се активностите покрај организирање на фестивалов? Младински сојуз се формиран во 1999 година, значи пред 24 години. Повеќето млади денеска со кои што соработуваме се помлади од самата организација. И организација за млади, што значи дека не сите сме млади што работиме во организацијата, меѓутоа работиме за активно вклучување на младите во процесите на донесување на одлуки. Организираме и вакви интересни настани како фестивалот, меѓутоа примарна цел ни е да ги вклучиме младите во процесите на донесување на одлуки, да ги вклучиме во сите општествени процеси, работиме на три различни програми. Првата е регионално помирување и вмрежување, каде што кога кажувам регионално зборам ајде да речеме Западен Балкан или бивша Југославија, меѓутоа збораме за една поширок Балкан или Југоисточна Европа, каде што ни е целта да ги промовираме европските вредности, да ги вклучиме младите во евроинтегративните процеси, затоа што многу често се збори за влезот во Европската унија, меѓутоа никој не ги прашува младите. За младите место нема. Како они гледаат, што е нивниот став, како можат они да допринесат, пошто утре ден тоа во иднината го правиме за нив. Треба да остане, светот останува на младите на крај. Така е. И втора работа што работиме во оваа програма е буквално добрососедските односи. Не бегаме од соработката со Македонија и Грција кога беше најмногу во жижата, не бегавме. Работевме на запознавање на младите, меѓутоа работевме исто така и на
застапување кон промена на различен тип на стратегии и на закони што се носат на темите и вклучување на младите во сите оние договори билатерални што се случуваат, бидејќи не може тоа да помине без младите, така што во моментот работиме и на Македонија и Бугарија, правиме едно истражување кои се перцепциите на младите бугари и на младите македонци, баш буквално во овој период кој што е доста политички тежок и сензитивен, меѓутоа младите имаат што да кажат, имаат свој став и не треба да се игнорираат. Втората програма на која што работиме е младинско економско окњување и градење капацитети за претприемништво и социјално претприемништво. Ова го работиме доста меѓународно, не само на европско ниво, туку би рекла и со други континенти, како Јужна Америка, Централна Америка, Африка, каде што разменуваме пракса и менторства за да ги поттикнеме младите луѓе да бидат што е можно по-независни на пазарот на трудот, да имаат доволно вештини, што можеби образовниот, формалниот образование не им ги нуди, туку што можеме да им ги понудиме ние преку различен тип на размени и менторства. И тука главна цел ни е да се намали невработеноста на младите, да се намали иселувањето, да не бегаат, но меѓутоа да се направат услови и можности за младите да останат тука и да градат тука своја иднина и своја кариера. И третата програма на која што работиме е младинско учество и активно граѓанство. Тука најмногу работиме на локално и национално ниво, буквално се стремиме кон вклучување на младите во сите важни процеси на локално и национално ниво, затоа што многу е важно гласот на младите да биде чуен и слушнат. Она со кое што се соочуваме е дека, за жал, нема податоци за млади. Ние не можеме ги градиме политиките за млади кога немаме точни податоци сегрегирани конкретно за младите луѓе. И она е нешто за кое што најмногу застапуваме во последно време, дека мора да има податоци оваа држава конкретно за младите луѓе, доколку сакаме да градиме, доколку сакаме да ги најдеме причините зашто младите се иселуваат, треба да имаме точни броеви со колку млад капитал располагаме. Многу интересно, многу интересни активности, многу корисни информации споделивте еве и со мене и со нашата публика. Сакам само уште едно прашање пред да го завршиме разговорот. Кој се може да биде член во Младинскиот сојуз? Како може младиот човек да дојде до кај вас, како да ве контактира? Велите организираме, ама за кого, како сте достапни до младите? Многу сме достапни на социјалните медиуми. Колешката што работи на социјални медиуми е доста Тамо каде што се младите најмногу време каде што поминуваат, така. Точно знае да го погоди нивниот интерес. Јас иако сум можеби помлада, не се снаоѓам многу во социјалните медиуми. И тука е најчесто каде што не препознаваат. Младите луѓе конкретно најмногу не препознаваат по социјалните медиуми. Значи може да на Инстаграм, може на Фейсбук. И буквално све и на нашиот вебсайт, буквално све е јавно и транспарентно, сите повици, секогаш ги комуницираме прво со јавноста и така планираме, така најмногу ги привлекуваме младите преку социјалните медиуми. Отворени сме за секој млад човек во последниве, не знам, јас сум 9 години во организацијата, во последните 9 години директно со волонтери со кои што сум соработувала, со околу 60-тина. За овие 9 години што директно јас сум соработувала, не зборам за млади луѓе што отишле на размена, што отишле преку Erasmus Plus програмата некаде или што сме се сретнале на некој поголем настан и сме соработувале. Зборам за директно што доаѓале во канцеларија, што биле дел од активностите и ние сме доста отворени за волонтери. И секогаш треба нова свежа сила и нова свежа идеја. Бидејќи светот останува на вас. Анелија, благодарам што ова утро одвои време да бидеш наша гостинка. Ви посакувам многу успех на фестивалот кој што ќе се случува на 2 септември во сабота во Валандово и не само на фестивалот, туку се што организирате да го правите со многу успех, имате многу желба, гледам многу ентузијазам, бидејќи тоа е всушност младиот човек. Полни се младите со желба. Сме. Добро, јас не спаѓам во таа категорија, ама ти благодарам. Многу успех понатаму и тука сме да следиме секоја ваша активност. Фала веште на поканата.